Радоста не означува отсуство на проблеми. Тоа е многу важен фактор за да можеме да го исфрлиме од нашиот ум сето она што во нас произведува пречки кои не оневозможуваат да се радуваме. Не постои живот во кој нема болка. Двете шини, така да се рече, по кој се движи човечкото постоење се радоста, тоест воодушевеноста на животот, и болката. Болката е основен елемент од овој живот, од овој свет, од оваа реалност. Ако целосно ја отфрлиме, најверојатно ќе си наштетиме, зашто отфрламе еден основен елемент од животот и така ќе претрпиме екзистенцијален крах. Ние имаме хедонистичко сваќање и мислиме дека во црквата ќе исчезнат сите проблеми и ќе имаме само успеси. Но Бог не дава успеси, туку дава спасение, се дава себе си, не може да даде нешто друго. А нешто што ние го нарекуваме несреќа, може да биде благослов во животот. Една болест може да биде шансата на нашето постоење. Една болка може да те прероди, да те направи толку добар, колку што не те прави еден голем успех. Христос не е оној успешниот во историјата. Тој е страдалниот слуга, оној што не спасува и не избавува со сила, со кариера, со име, со светски познанства. Не е тој што ќе подчини со сила и власт. Туку е некој што е распнат заедно со злосторник, со разбойник. Тоа е исфрлениот од историјата на силните, но на крај, таа негова немоќ го спасува човекот. Во крајна линија, тоа крајно смирение го избавува човекот. Така, во црквата да не си совршен, прекрасен, добар, прв и успешен во се, не е несреќа, туку може да биде голем благослов. Болката, значи, не е проклетство во животот. Не очекувајте да се создадат услови за отсуство на секакви проблеми, за да може да кажеме дека ете, од тогаш ќе се зарадуваме во животот. Тоа никогаш нема да се случи. Не постои таков идеален живот. Божјата радост е внатрешна реалност. Црквата ти дава ресурси и можности да го преобразиш твоето јас, така што да влегуваш во огнот и да не изгориш, тоест да минуваш низадот на страстите и тешкотиите и да не изгориш, да не се погубиш, да не се разочараш и да не паѓаш со духот, да не се распаднеш како битие. Тоа е реалност, тоа е разликата во црквата. Таа им придава смисла на истите настани што сите луѓе ги имаат во својот живот. Ние пак постојано одложуваме да направиме напор да се зарадуваме. Например, велиме, како во оваа состојба да се зарадувам? Откако ми се случи сето тоа, зарем е можно да се радувам? Откако тоа, откако она, откако. И тоа незадоволство нема крај. Никогаш не завршува. Ако настојуваме секогаш да има откако, никогаш нема да почувствуваме радост. Секогаш ќе има едно откако. Тоа е сосема сигурно. Ние можеби мислиме дека луѓето што се среќни немаат проблеми во животот, но таков човек секако не постои. Прашањето е дали ја гледаме тајната што може да ја преобрати и маката во радост и крстот во воскресение. Затоа треба да ја отфрлиме таа своја наклоност, постојано да се жалиме и да видиме што може да направиме и како може да создадеме во себе предуслови за радост. Исто така, со помош на Божјата благодат, не смееме да дозволуваме нашите проблеми да бидат ограничувачки за нас. Во една убава творба се вели: се радувам на човекот што не дозволил неговите рани да го направат нешто друго од тоа што е. Многу важно е да разбереме дека нашите проблеми не можат да не ограничат. Например, сум израснал во тешко семејство со проблеми, имам тежок брак, живеам во епоха со многу тешкотии. Ние сепак не треба да дозволиме тоа да влезе во нас и да не разбие. Како што рекол Свети Козма Етолски за време на турското владење: се може да ви земат, душата не можат. Зошто го рекол тоа? Зашто ако ја зачуваш душата, си зачувал се. Тешко нам ако оставиме денешната криза да ни ја земе душата. Може да ни ги земе парите, да ни земе други нешта. Може да ни измачува, да ни искушува. Но ако успееме да го запазиме срцето и душата,
тогаш таа не може да не скрши. Тоа не се само зборови. Тоа го кажува самото искуство на животот. Што кажува? Вели дека нашите дедовци живееле во многу посурови услови со вистински глад и несреќа, но тие луѓе не само што не се упропастиле, не се погубиле, туку можеле да слават и да се радуваат со многу малку. Со нешто сосема обично создавале предуслови за радост. А ние може да имаме и илјадници јадења, а да немаме ни една насмевка на лицето. Затоа, радоста не се поистоветува со богатството. Ако си богат и имаш полн фрижидер, не значи дека тоа ти носи радост. Јадењата, облеката, уредените соби, се пониски услови за постоење на човекот. Човекот се храни од љубовта, од потребата да сака и да биде сакан, од потребата да се изрази, да се поврзе со другиот човек и со Бога. Тоа е главната храна за битието. Затоа, не треба да дозволиме проблемите да не определуваат, да не ограничуваат, туку ние самите треба да го определуваме нашето постоење. А што се случува наместо тоа? Не го гледаме квалитетот на она што го живееме, туку енергијата што сме ја изгубиле и велиме: изморен сум, истоштен сум, не сум добар и така натаму. Чувствуваме тага, скрб, незадоволство. Зошто децата што се играат заедно како да не знаат за умор? Затоа што присуствуваат реално во она што го сакаат, чувствуваат радост во него. А кога мислиме на уморот? Кога она што го правиме не исполнува внатрешно, не храни, не утешува. Затоа и старецот Емилијан Симонопетриски вели: ако видиш некој подвижник што пости, се моли, спие на земја, прави истоштителни служби, но нема радост, тогаш неговата борба е погрешна и напразна. Зашто во црквата постам, се молам не затоа што некој ме принудува, туку од љубов кон Бога. Се молам или постам не затоа што некој ми рекол дека така треба, туку единствено од љубов кон Бога и затоа што чувствувам радост од тоа. Кога немаш радост во својата работа, тоа е знак за отсуство на Светиот Дух и треба да си поставиш големи прашања. Затоа многу пати може да постиме, да се молиме, да одиме во црква, а да имаме еден многу хистеричен, невротичен, агресивен карактер, да избувнуваме лесно против луѓето, да обвинуваме лесно. Воопшто, да имаме еден профил што говори не за спокој и мир, туку за метеж и за тоа дека нешто не оди добро. Нашиот мир и радост е таму каде што присуствува Бог. Не можеме да ја почувствуваме Божјата радост ако не одлучиме да бидеме радосни во животот. Ако избереме да излеземе од нашата бедна состојба, тогаш ќе видиме дека Божјата благодат, самиот Бог, секогаш бил со нас. Бог секогаш присуствува во нашиот живот, а ние преку гревот се помрачуваме и не можеме да го почувствуваме. А Бог никогаш не отсуствува. Благодатта никогаш не отсуствува, таа секогаш присуствува, но ние немаме предуслови да ја почувствуваме. Можеме да го видиме тоа во секојдневието. Например, наутро, играјќи си со моето дете, си поминувам убаво, заминувам на работа, а оттаму се враќам изнервиран и детето ме нервира со неговото викање. Што се променило? Детето е истото. Јас се чувствувам лошо. Се смениле односите кон нештата. Сменете мојот став кон нештата. Бог секогаш присуствува. Не љуби повеќе кога сме добри, а помалку кога сме грешни. Господ Исус Христос јасно вели дека Бог го остава своето сонце да грее над лоши и добри и испраќа дожд на праведни и неправедни. Со други зборови, Бог секогаш не љуби. Тој не е човек да има емоции и да се променува. Бог, велат светите отци, е бестрастен, неизменлив, вели свети Максим Исповедник. Не е човек да се менува и сега, да љуби, а потоа да се гневи, да не љуби повеќе или помалку. Тоа се човечки црти. А Бог е само љубов. Прашањето е дали јас имам предуслови да ја доживеам таа реалност на љубовта, тоест Божјото присуство. Прашањето е кога ние ќе одлучиме да дозволиме Бог да действува во нашиот живот и да ја пројави таа реалност. И уште нешто.
Се прави една грешка во световното мислење, а зажали во црквата. Да ја бараме радоста во еден вообразен, измислен свет и вообразена реалност. Каде пак е радоста и присуството на Бога во нашиот живот? Таа е тука, во сегашниот момент, во сегашноста, тоест во простите секојдневни нешта. Човек секогаш верува дека радоста ќе ја најде надвор од рамките на својот живот и реалност. Не сега и овде, туку подоцна и некаде на друго место. Тој чувствува потреба да мечтае. А зошто го прави сето тоа? Затоа што не сака да ја види сегашноста на животот, не сака да преземе одговорност, не сака да ја прифати цената на активното учествување во формирањето на радоста во својот живот. Затоа, неисцелениот ум на човекот обично избира две нивоа на живот. Или заминува во минатото, што означува исполнување со чувство за вина. Ако го направев она, или требаше да го направам она и така натаму, кое што реално те убива, зашто не можеш веќе да го промениш, или пак умот заминува во иднината. И што прави? Се исполнува со страв, со паника. Минатото означува вина, иднината страв. Каде е сегашноста на животот? На она што се случува сега. За жал, никој не е во сегашноста, зашто е тешко и една од реалноста на аскетскиот подвиг е да го врати човекот во сегашноста, во она што го нарекуваме сега, пред Бога, пред ближниот, тука. Значи, сосема погрешно е да веруваме дека ќе ја најдеме радоста во нешто друго надвор од нас. Она што сакаме да го избегнеме и го нарекуваме секојдневие и рутина, тоа всушност е благослов, тоа е реалноста на животот. Во неа треба да се подвизуваме. Во спротивен случај, каде ќе ја најдеме радоста? Свети Порфири вели дека се е причина за радост. Во црквата луѓето честопати го изопачуваат поимот за духовната реалност и сметаат дека тука на земјата радоста не постои и треба да го жртвуваме својот живот заради некој друг живот, односно веруваат дека ќе ја најдат радоста надвор од овој свет. Отците на црквата го немаат предвид тоа, туку велат дека тука, во сегашноста ќе започнеме да ја предвкусуваме радоста на Божиото присуство. Еве што вели старецот Емилијан Симонопетриски. Човекот црпи радоста од многу мали нешта. Само кој ќе ги довери на Бога и сите ги прима преку Бога. Радост може да ти даде насмевката на другиот, радост може да ти даде поздравот на другиот, радост може да ти даде пофалбата на другиот, радост може да ти даде дури и укорот од другиот, зашто тоа покажува дека вистински, а не лажливо стоиш пред него. Радост може да ти даде еден цвет, радост ти дава планината, радост ти дава сончевата светлина, радост ти дава и најмалата молитва, радост дава секоја надеж, радост дава и присуството на таткото, на мајката, се. Старецот не ги делел нештата на мали и големи, на пониски и повисоки, туку единствено го гледал животот. Не постои духовен и недуховен живот, свештен и несвештен живот, лош и добар, понизок и повисок. Во се го гледал Бога. Бог го исполнил светот со нешта кои може да ти донесат радост и од таа радост можеш да се искачиш по највисоката скала на радоста и да стигнеш до усовршувачката радост и потоа до совршената радост која што е самиот Христос. Така човек прво треба да ја придобие радоста, а преку неа ќе се искачи и нагоре по скалата. Истото го вели и Свети Порфири, дека треба да се научиш да ги сакаш малите, обични и незначителни нешта, оние што не го исполнуваат окото. Да се научиш да им се радуваш, дури тогаш ќе можеш да стигнеш до големата љубов која што е Христос. Ако немаш во себе си предуслови за радоста, тоест не можеш да се радуваш на обичните нешта, како ќе се зарадуваш на врската со самиот Бог? Што се случува во параболата за блудниот син? Ја имаме радоста на таткото, домот е светол и се е празнично и радосно, но големиот син не може да се зарадува. Зашто? Нема предуслов. Радоста на таткото е таму, таа е факт,
но не може да се зарадува. Не работел во себе за да може да го прими присуството на Бога како радост. Затоа што прави? Се лути, егоистички се затвора во себе и не учествува во радоста за враќањето на неговиот брат. Старецот Емилијан на оваа тема вели дека на христијанинот му е судено да биде радосен, да црпи повод за радост од секое нешто. Старецот велел дека дури од гревот може да се црпи повод, дури една страст, едно паѓање може да биде причината и почетокот за едно големо себепознание и богопознание, дека многу пати едно паѓање е многу поблагословено од една добродетел која што крие самофалби и егоизам, дека многу пати се криеме зад нашите добродетели и се чувствуваме силни над другите, и резултат е дека благодатта не може да ни се доближи. А некое паѓање може да ни даде смирение, да не натера да се осознаеме, да не врати при себе, во нас самите, да ги покаже нашите граници. Во црквата се спасуваш не зашто си извонреден, успешен, туку затоа што некој, тоест Бог, те возлюбил. Другото се световни нешта, световно мислење, разбирање за силниот, успешниот, важниот. Во црквата тоа не важи, а постои смирението, постои силата што немоќниот го прави силен, неуспешниот успешен според Бога, последниот да стане прв. Црквата има друго разбирање, друга етика, од друг агол ги гледа нештата. Во својот живот треба да направиме напор, да одлучиме да ја избереме радоста, а не незадоволното мрморење, за да создадеме предуслови и да ја најдеме повисоката радост во животот, која што всушност е самиот Христос. Тоа нема да се случи во еден вообразен, измислен свет, туку во реалниот свет, овде во сегашноста. Нема да се случи кога ќе се оддалечиме од светот, туку кога ќе успееме да го видиме овој свет со други очи, на различен начин. Тогаш навистина мислам дека Божјата благодат и присуство во животот ќе ни бидат радост која што никој нема да може да ни ја одземе.